Како реагирате кога се обидувате да мобилизирате граѓани, а ви одговараат нас не интересира политика? Ајде да започнеме малку да се вратиме назад, кога започна првите движења, да кажем, во Република Македонија, повидливи на улиците, меѓу кои што бевме многумина од нас во раните фази, што 2009 со плоштад Слобода, прва архибригада, па потоа стоп за полициска бруталност, АМАН и така натака. Во првите тие движења се отвори овие прашања за тоа како да ги мобилизираме граѓаните кои што не ги интересира политика. Во суштина ја разбираат политиката како единствено како профилирање на своите барања преку одредена политичка партија и ги мешаат термините партија и политика. Се обидуваме да објасниме пред се што е политика, што е партија и дека политиката напротив им припаѓа токму на граѓаните во текот на сите во текот на целиот нивен живот, особено да ги профилираат своите барања и покрај тоа што гласат на избори во континуитет да доведуваат извршната власт до притисок да извршат, да доведат до одговорност, транспарентност во работењето и така натака, така што на тој начин се обраќавме колку што можевме сега во овие 25 години, сепак е поставена некоја политичка квази култура на профилирање на барањата на граѓаните исклучиво преку политичките партии. Во минатото дел од движењата излегуваа со пароли "Ние не сме партија". Како граѓанските иницијативи бегаат од етикетите? Да, па сигурно зборуваме сега за период кога се појави првите контрадвижења или контрапротести организирани од страна на извршната власт, односно од партиите во извршната власт. Во тие периоди, она што го правеше активно владата, успешно ги задушуваше движењата со тоа што преку своите провладини медиуми, кога ќе излезеше било кое движење за било какви барања, ги етикетираше луѓето, ги издвојуваше од толпа и ги буквално вршеше црна пропаганда на нивното лично име и личност пред се, а со тоа ги дистанцираше од останатите кои што се во движењето и на тој начин ги плашеше дека еден ден и тие ќе дојдат на ред да бидат ставени на некој медиум, заокружени и така натака како членови на опозиција, предавници, шпиони, соросиди, комуњари и кој уште не е етикета, затоа што беа сепак премногу, не можеме се да памтиме. И затоа луѓето почнаа да се на некој начин да се бранат, што беше голема грешка, затоа што влеговме многу дефанзивно кон извршната власт, со тоа што сакавме да се дистанцираме од се она што беше партиско пред се, но излезе дека се дистанцираме од се она што е политичко во суштина. Се надевам дека ќе ги надминеме тие детски болести во иднина, меѓутоа за сега се уште владе она мислење дека доколку имате вклучена партија во своето движење, дека автоматски тоа значи дека сте дел од самата партија како членови и така натака, што секако не е точно. Дали е легитимна соработката помеѓу партиите и граѓанските иницијативи? Секако дека е легитимна, дури и пожелна, особено ако сакате да правите вистински коренити промени. И реално доколку во некој нареден период од развојот на Република Македонија во некое демократско општество, тие активности ги играат големи улоги, особено доколку се борите пред се со мали акции на локално ниво, да се обидете се ја смените локалната средина, потребна ви е поддршка од локалната власт или пак од партиите кои што таму се во опозиција или позиција во Советот, затоа што на тој начин ќе може да се ги профилирате барањата. Она што го препорачувам, без разлика дали ќе соработувате со политичка партија на централно или на локално ниво, е секогаш барањата да бидат претходно договорени и двете страни да имат дадено или ветување преку подпис, официјален подпис, кој што ќе го стават на документот за да можете понатаму доколку не ви се исполнат барањата да ги повикате со докази, да ги повикате оние кои што ве разочарале и да си ја продолжите секако кампањата понатаму, да не се откажувате сепак, дури кога сте разочарани, заради тоа што со самото тоа што се откажуваме од акциите или пак од непостигнатите цели, се разочаруваме, често пати знаеме и самите да си ги прекинеме акциите и тие да пропаднат.
Така што сметам дека е многу битно да се соработува. Начинот како ќе се соработува, тоа веќе е прашање на договор помеѓу двете страни. Професор Стево Пендаровски, добар ден. Што представува политиката? Има барем неколку илјади дефиниции што е политика. И луѓе кои сакаат да се бават со дефинирање на работите, обично ја поставуваат премногу тесно таа работа. Некои тесни рамки ја поставуваат и мислат дека политика е само она што го говорат или го прават политичарите. Практично политиката е сечија активност и на политичарите, но и на сите граѓани во една политичка заедница, која придонесува или не придонесува за подобрување на животот на таа заедница. Значи, се што е направено во јавната сфера, она што е приватно, се што е јавно направено, може да добие една препознатлива и има препознатлива политичка компонента. На крајот, збирот на сите тие активности и на организираните политички субјекти, и на државните институции, и на невладиниот сектор, и на индивидуите, и на граѓаните обични, независно во кој својство и со кој статус се во таа заедница, на крајот придонесуваат во која насока ќе оди комплетната таа политичка заедница. Значи, би требало да биде организирана активност, би требало да биде, како велевме на времето, целесообразна, значи да имаш некоја цел која сакаш да ја постигнеш, не само да правиш нешто заради правење и да велиш јас сум активен, само за да бидам активен, значи мора да има цел и за тоа што го правиш, особено ако си во рамки на некој организиран политички субјект или институција, за тоа мора да има вредност во која веруваш, за да има смисла активноста која правиш. Инаку правење на активност која за себе нема вредности или не да може има лоши вредности, подобро да не ги правиш. Значи, и тоа е политика, ама тој тип на политика која се потпира на лоши вредности или на лажни вредности или само на пропаганда, подобро да ја нема. За жал ја има и битката е сега во конечна инстанца дали оваа така наречена позитивна, прогресивна политичка активност ќе ја надмине оваа другата. Тие сили секогаш и секаде се борат низ историјата. Мој впечаток е дека генерално човештвото оди во позитивна насока затоа што луѓето со добри идеи, активни на јавната сцена или во политичката арена, се помоќни на крајот, во еден подлог временски период се разбира, од оние кои и можеби не сакајки, а можеби и сакајки му мислат лошо на човештвото во целина. Кои се актерите на политичката сцена? Има организирани и неорганизирани, само една од многобројните класификации да ја кажеме. Организираните политички сили, како ги нарекуваме, се политичките партии во еден плурален, во еден демократски амбиент. Е незаменливо да имате политички субјекти пред се политички партии, организирана група на луѓе кои има цел, која се собира за одредена цел и верува во одредени вредности, има програмски документи и така натаму. Меѓутоа, како што одминуваат децениите во формална демократија, не само овде на Балканот или во Македонија, туку и во светот. Инаку демократијата во оваа современа смисла не е многу стара. Дури оние кои денеска се најдемократски држави не биле демократски само пред 100 години. Тоа е миг во историска смисла. Че како оди тој развој на демократијата, или како демократијата старее или зрее, е вистинскиот израз, така улогата на неорганизираните политички субјекти или оние кои не се директно партиско-политички субјекти добива во значење. Значи, надвор од овие организирани постојат и неорганизирани, надвор од партиските постојат и непартиски политички субјекти, кои може да бидат организирани и неорганизирани, но факт е дека оние кои се активни на јавната сцена се изворено значаен коректив на оние кои се формално постоечки политичко-партиски субјекти и без нив вие немате вистинска демократија. Значи не се доволни само партиите, политичките партии и институциите низ кои поминуваат тие политики во различни области се нужни за демократија, но ако го нема и овој така наречен граѓански сектор, па дури и активности на индивидуи. Значи не мора да си во било која невладина организација асоциран и како индивидуа да застанеш со плакат на Камени мост или на плоштад со некоја парола, барајќи некаков закон или некакво свое лично право, и тоа е политика. Без тоа, без овозможување и на тие луѓе да им се чуе гласот, нема демократија. Значи ги има организирани, неорганизирани, партиски, непартиски, владини, невладини, институционални, вонинституционални, но во целина сета таа кумулативна енергија, да ја наречам на крајот, треба да придонесе да биде подобра и политиката заради правата на луѓето да бидат подобро реализирани. Каде е местото на политичката партија, а каде е местото на невладините организации, граѓанските иницијативи, индивидуалците кои се активни? Во држави кои разбираат формално демократијата, имаме повеќе партиски систем, доволно е,
таму има јасна поделба меѓу она што е партиско и непартиско, и меѓу политичко и неполитичко. И најчесто луѓето мислат, ние добивме на избори, одредена политичка партија и коалиција, нема потреба од другите. И да има, може формално да постојат, многу нема да ги заслушаме што зборуваат. Значи, само една формална и суштинска поделба постои и треба да постои меѓу политичка партија и невладина организација. Дали се борите за власт? Ако се борите за власт, вие сте политичка партија. А ако не се борите за власт, вие сте невладина организација. Но и едни и другиве би морале, барем во вистинска демократија, да се борат за вредности, а не само за власт во однос на политичките партии. Чи по мене линијата не смее да биде толку видлива меѓу политичките партии и невладиниот сектор, што не подразбира дека партиите треба да ги манипулираат или да ги формираат или да ги менаџираат невладините организации. Меѓутоа, политичката партија може да има внатрешно партиска демократија, која понатаму ќе се одрази и во демократија пошироко во општеството, само ако се консултира со граѓаните, биле тие во невладини организации или биле индивидуи, и обратно, невладините организации не смеат да бегаат као ѓавол од крст од политичките партии, сметајќи дека сето тоа, макар и обичен формален контакт, може партиски да не обои или политички да не дефинира. Затоа што секоја активност на било која невладина организација во сфера на заштита на права на животни, например, кој е прилично активно насекаде во светот, освен кај нас, за жал, и тоа е политика. Вие барате поинаква законска регулатива или поинакво постапување на надлежните органи кон тој дел од светот. И тоа е политика и вие не смеете да бегате од луѓето кои ги носат тие закони. И напротив, вие мора да ги убедувате тие луѓе. Лошото е и во недемократски системи или во хибридни, како што е Македонија, се случува префрлање на таа линија без тоа да им го соопштиш на своето членство или на пошироката јавност. Чи политички партии кои формираат невладини организации, а тоа не го кажуваат, и невладини кои се само испостави ништо друго на политичките партии или месни клубови на некои политички партии, а тоа исто така на своите членови не им го кажуваат. И особено не го кажуваат на јавноста за таа да процени дали ти си генуина, реална, искрена невладина организација или си само сегмент на политичката партија која треба да постои, меѓутоа сакам да знам дали си тука или си тамо. И спрема тоа да ја ценам твојата активност. Рековме дека не е спорна соработката помеѓу граѓанските иницијативи и политичките партии и невладините организации, но таа треба да биде транспарентна, нели? Што е лобирање? Тоа е на запад постои термин лобирање. Не знам дали ние донесовме закон за лобирање, тоа е стандардна работа. Тоа се луѓе кои не се во Конгресот, не се во парламентите, не се политичари, не се во политичките партии, но имаат интерес одреден закон да биде донесен или одреден закон или рестрикција да биде укината. Тоа се невладини организации, најчесто лобистичките фирми, се, правни фирми, меѓутоа лобираат за нечии интереси надвор од институцијата. Дозволено е, само ти мораш да се регистрираш као лобистичка фирма, мора да кажеш кој си, што си, име, презиме, сите генерали, за што се залагаш и кога ќе влезеш во политичката институција, например во парламентот или во Конгресот, да знаеме кој си и така да се поставиме во разговорите. Кај нас постои една непотребна дилема. Гледам на сите овие јавни собори, особено години назад, политичките партии ги етикетираат невладините организации кои имаат било каков, макар и формален контакт со другата политичка партија, а невладините организации, не сакајќи да добијат наводно политичка боја, бегаат што подалеку од политичките субјекти и на тој начин, по мене, убеден сум, ја ослабуваат својата ударна тупаница, својата енергија. Тврдам, вие ќе соработувате, мора да соработувате со секого, индивидуа, партија, се, институција, за да ја остварите својата цел. Ако е, например, да земам само еден од примерите кои ги имавме последниве години, кој е најочигледен и во оваа смисла, ако е потребно да откриеме што е позадината на убиство на еден млад човек, вие мора да соработувате со сите и со власта, да ја притискате власта, да соработувате со друга политичка партија која ја притиска власта за иста цел, инаку вие драстично губите својата енергија и на крај нема да успеете да дојдете до вистината која ви е битна. Значи, не зборам само за семејството на тој млад човек, зборам за општеството кој има потреба да ја знае вистината исто така. И ако вие кажете не соработувам со политичка партија, да не ми стават партиска или политичка етикета, вие во тој момент си ја подкупувате подлогата на која вие самите стоите. Ви тврдам, многу убави иницијативи, многу корисни иницијативи во Македонија пропаднале или не отишле до крај, затоа што некоја невладина организација или група на граѓани која ад хок направена, не е ни формално регистрирана, сметала дека не треба да доаѓа преблиску до политичката партија или до некои истакнати политичари кои дошле да им даа поддршка на нивниот собир.
Јас знам истакнати интелектуалци во Македонија, кои можеби пред 20 години биле политички активни, биле министри или функционери, се одбивани од собири на некои невладини организации или неформални издруженија на граѓани, иако дошле само со една единствена цел да ја подржат праведната кауза на таа група луѓе. Тоа е лошо за невладината организација, тоа е лошо за граѓаните, тоа е лошо за демократската јавност и тоа е лошо за квалитетот на демократијата во Македонија. Значи само треба дефинирање кој си ти, кој сум ја, ова е власт, ова е не е власт, овој претендира да биде власт, значи друга политичка партија во опозиција, и што е спорно. Јас сум граѓанин со име и со презиме, точка. И од тука натаму тргнуваме во суштинскиот дел на демократијата. Зашто сакаш да разговараме и на која точка би можеле да се најдеме во интерес на сите, не само во интерес на овие што се на масава собрани. Како ја коментирате реченицата ние не се занимаваме со политика? Ја имам едно прашање на тестовите или колоквиумите што ги давам на студентите на кои предам на Факултетот за политички науки, каде што предавам. Задолжително прво прашање кое го дискутираме и прво на тестовите кои им го давам е што мислите дали ако вие не се бавите со политиката, дали таа ќе се бави со вас? Барем овие што се кај мене во група, тие секоја генерација кој има тоа брзо научено. Ти можеш колку сакаш да бегаш од политиката. Зборувам за исполитизирани општества и во транзициони општества и овие кои се нови во демократијата како што е Македонија. Меѓутоа политиката ти влегува дома сакал не сакал, политиката ти влегува на факултетите, политиката ти влегува и ако не ја сакаш и во приватниот бизнис, политиката ти влегува и на спортските терени, сегде. Значи подобро е бар да знаеш што политиката има намера да направи од твојот живот и евентуално заедно со другите да се обидеш тоа да го спречиш или промениш, отколку да видиш тоа не ме интересира и со далечинското во рака да гледаш сателитски канали. Политиката ти го решава, ти го одредува животот во вакви недемократски општества како нашето, не само кариерата, се во животот е дефинирано од политичката партија. Политичката партија, односно политиката, сватена во една вулгарна смисла, те одредува од раѓање, од колепка до гроб. И што побрзо тоа сите ние го сватиме, толку подобро ќе биде за сите нас. Дали е дозволено да луѓето прават трансфери од невладините организации во политичките партии и обратно? Нормално е, у демократскиот свет е нормално во двете насоки да се движиш, ама се враќам на претходната теза. Мораш да се дефинираш. Да кажеш, јас во овој момент сум активен во невладиниот сектор и неспорно е ќе каже, во минатото сум бил активен тамо, тамо и тамо. Значи нема бегање од тоа што си бил и не треба да има. Знаете, кога има, гледајќи ги агенцијските вести на најголемите агенции во светот, Reuters, ти вели, например, во мојот случај, кога би дал изјава за било што во Македонија, за жал тоа кај нас не се практикува, ќе каже, во овој момент е професор таму и таму, име и презиме се разбира, и ќе каже, порано беше, например, кандидат на тие избори на таа и таа политичка опција. И ти која читаш мојата изјава, го знаеш накусо кажано мојот животопис и ме цениш и низ таа призма. Че ја морам да се дефинирам, ти мора да ме дефинираш мене, кога бараш мислење, и после останува на електоратот и на граѓаните да проценат дали тоа што го кажувам ја е партиски и политички обоено, таму кај што порано формално сум бил, или е навистина кажано врз основа на факти и аргументи, и ова што сега се бам, професор сум да речеме, или активист у невладен сектор, е навистина извира од таа организација, таа група на луѓе со која се дружам и каузата во која верувам заедно со нив. Значи, дали сум ја криптополитичар и понатаму, прикриен, а се продавам и инсистирам на тоа дека не, јас сум експерт. Јас сум експерт, може би сега, може би, ако имам експертски знаење, ама претходно сум бил нешто друго и ти мораш да го дефинираш секој соговорник од почеток до крај, што е спорно. Можеш 5 пати да одиш таму и ваму, да ја преминуваш таа линија, што ја зборуваме, и повторно да бидеш дефиниран со тоа што си во моментот, ама претходно ќе кажеш кај си бил. Да, 5 пати. И луѓето кажат, абој, штом толку често ги менува улогите, оди од партиски во непартиски, од владин во невладин сектор, може би неговиот морален кредибилитет, па дури овие така наречени експертски знаења што ни ги продава, што ни ги кажува, може би немаат таква тежина. Ради тој податок. Ама јас морам, како гледач, како слушател, да го знам тој податок, за да те проценам. Инаку не е спорно. Не е спорно. Не е, се разбира, добро да менуваш на секој 2 недели став или да менуваш страна или знаме под кој стоиш. Меѓутоа неспорно е под услов да се дефинираш и да кажеш. Јас верував порано во тоа и во тоа, се дружев, бев со тие и тие луѓе, денеска сум овде. Ама стварно сум овде. Ви благодарам.